денешна соговорничка Ивана Тасовска, која што е сертифициран специјалист за доење. Особено во летниот период, кои совети ќе ги добиеме од Ивана, мајките кои што во овој период ги дојат своите бебиња, да слушнаме корисни совети за летниот период, но и периодот кој ќе го поминат на одмор. Ивана, добро утро, да те поздравам. Добро утро, благодарам за поканата. Имаме одлична тема, верувам дека ќе им биде од корист на сите оние мајки кои во овој период дојат. Дали се разликува доењето во летниот период од можеби останатите други годишни времиња? Па да, најчесто доењето во летниот период знаат малку да се разликува за разлика од зимскиот период, затоа што самите високи температури предизвикуваат поголема жетка и бебињата и со тоа самите бебиња бараат многу почесто да цицаат. Тука, например, најчесто настанува проблемот кај мајките, што они стануваат многу загрижени за зголеменото и зачестеното доење кај бебињата, па одма се сомневаат во количината на млеко, но разликата е тоа што бебињата почесто цицаат во текот на летниот период. Така, но нели колку почесто цицаат, толку повеќе млеко има? Да, нели тоа е еден од оние... Ама знаете како, например, ако они имале некој распоред до сега и сега наеднаш бебето зачестува со доење, мајките најпрво се сомневаат на количината, се викаат ако повеќе цица, значи немам доволно млеко, а всушност обратно е како што и ти кажа, значи колку почесто бебето цица, толку повеќе млеко градата произведува. Тоа значи да не се секираат мајките дека ќе имаат доволно млеко и во летниот период за да ги хранат своите бебиња. Да, споменавме дека во летниот период повеќе треба бебето да цица, затоа што му треба течности како и на сите нас возрастните луѓе. Ние пиеме течности. Сега освен млекото, дали бебињата треба да пијат вода или други течности за да надокнадат во овие високи температури? Тоа најмногу зависи од самата возраст на бебето. Значи, кај бебенца што се до 6-месечна возраст, не треба да се додава ништо освен мајчино млеко. Значи, бебе до 6 месеци пие само мајчино млеко. Мајчиното млеко, најголемиот процент е вода и ги задоволува сите потреби на бебето. Значи, и за храна, и за жет. Доколку се работи за бебенце кое што е над 6-месечна возраст, бебенце кај кое што веќе воведуваме и немлечна дохрана, тука може да се почне со додавање на водичка и некои чајчиња незасладени. Да. Добре, мислам дека и мајките го знаат тоа, бидејќи пишува на самите производи до која возраст може да се дава одредена течност. Споменавме за летниот период дека патуваат, ќе одат на плажа, можеби на планина или на било кое место, како да се одржува личната хигиена кога е плажата во прашање, па дали смеат да се изложуваат бебињата, нели сега не директно на сонце, меѓутоа дали под сенка колку време да останат или прво да се надои бебето, па потоа да се оди на плажа. Така. Значи јас тука би ги охрабрила мајките кои што одат на плажа, на летни одмори, нели, да слободно си го дојат своето бебенце во јавност, значи тоа не е никаква стигма. Мислам дека време е веќе да ја разрешиме таа табу тема. Слободно да се охрабат да си ги дојат бебенцата. Кога се на плажа да се избегнува најжешкиот период, значи нели од кај 12 до кај 4-16 часот попладне, да бебето да не биде изложено директно на сонце, да биде нели во сенка. Може слободно и да си го бањаат во морето, во езерото, и сега во однос на личната хигиена, доколку се на езеро, тоа е сепак сладка вода, не би требало ништо да прават посебно со градите, доколку се на море. Кога ќе излезат од бањање мајките, останува сол на градата, која што кај некои бебиња може да предизвика да не сакаат веднаш да ја прифатат градата, пошто нели им е солена. Во тој случај да ја измијат градата со чиста вода, но има и бебиња кои што тоа го прифаќаат како нормално и не треба нешто посебно да се прави. Битно е нешто што би напоменала е мајките да се грижат и за себе, да не се запоставуваат. Значи тоа е најчестата работа што се случува кај родителите и кај мајките посебно, што они најмногу се фокусираат на своето бебенце, а се запоставаат самите себе си. Значи во летниот период е многу битно мајката да не се заборави себе, да внесува доволно течности, значи да не заборави на сопствената хидратација, да пие што е можно повеќе вода и течности, и да одмара што е можно повеќе, пошто самото жешко изморува и самото доење троши калории дополнителни, така да не се запоставува и да јаде нормално разноврсна храна.
Одлични совети и за мајката, не само Да. како да се дојат бебињата, туку и за мајката да внесува, како што кажавте и вие, и течности, и храна во овој период. Патам и на сите ние, нели? И сите Да. ние кои што не доиме, па внимаваме на себе и на сопственото здравје. Размислував кои други прашања се битни сега во овој период, во летниот период, на што треба да обрнат внимание мајките. Споменавме за една мува ни досега тука. Споменавме за летниот период дека да, бидејќи почесто се дои надвор, без разлика дали се на плажа или некаде во парк или можеби во кафич, да не се чувствуваат непријатно за да дојат. Да, апсолутно, значи не треба да се чувствуваат непријатно. Сепак бебенцето е едно живо суштество сладко кое што сака да си јаде и не треба да ние се срамиме каде да го нахраниме своето бебенце. Тоа што треба да го запазат е доењето да се изведува нормално под сенка, да не биде изложено на директна сончева светлина, доколку се некаде во парк да си седнат на некоја клупа на сенка, доколку се на плажа исто да биде тоа под сенка и слободно да не се срамат, значи никој нема да ги гледа. Да. Нема потреба да се срамат, плюс во денешно време, фала Богу, и на нашиот пазар имаме прекрасни производи, како маечки за доење, како марами за доење, кои што се одлични за доколку, ете, сепак мајката чувствува некој срам и не сака да биде директно изложена, може да се набави такви алишта или марама за доење, да си се покрие и да си го дои своето бебе без грижа на совест. И често поставувано прашање е до кога треба да се дојат бебињата или секоја беба претпоставаме индивидуално, како да знае мајката дали е доволно време за доење, да се откажат од доењето, можеби најтешкиот период за една мајка. Па да, видете, значи, одбивањето од доење е многу често дискутирана тема, една од моите поомилени, искрено да ти кажам. Значи вака, според Светската здравствена организација и сите други организации кои што се занимаваат со исхрана кај бебиња и доенчиња, препораките се дека доењето треба да биде ексклузивно. Тоа значи дека не треба да се дава ништо освен мајчино млеко до 6-месечна возраст на бебето. После 6-месечна возраст треба да се почне со воведување на немлечна дохрана и доењето да оди комплементарно со немлечната дохрана. Да се продолжи со доење до 2 години и повеќе. Значи не постои горна граница и горно ограничување за кога тоа бебе треба да се, или дете, веќе тодлерче, нели, да се одбие од доење. Јас често ги советувам мајките, значи да не ги слушаат најчесто погрешните совети од околината, кои што знаат да кажат дека мајчиното млеко после 1 година станува вода, дека нема никаква хранлива вредност и така натака. Значи мајчиното млеко се прилагодува спрема потребите на бебето и детето. Составот на мајчиното млеко е добар секогаш, без разлика колкава е возраста на детето. И јас ги охрабрувам секогаш мајките да си се слушаат самите себе си. Значи, они двајца се во приказната, мајката и бебето. Се додека тие двајца чувствуваат потреба и им е убаво да дојат, да си продолжат со доење. Одличен совет за крај на овој наш разговор и верувам дека сите оние кои што дојат ќе им бидат корисни овие совети, ќе ги приманат и ќе се видиме повторно со други теми заедно со вас да разговараме на овие теми. Така. Ви благодарам и вас.